Случаите со заканите за поставени бомби низ македонските училишта покажаа колку неотпорни средини можат да бидат местата каде половина ден поминуваат нашите најмлади. Една година по настаните, Министерството за образование и наука ги унапреди некои од своите процедури, подсетувајќи на законската обврска на училиштата на постоење на протокол за постапување во случај кога е нарушена безбедноста во училиштето од различни типови. Соседна Србија секако со причина отиде еден чекор понатаму, промовирајќи се опфатен протокол за постапување во различни ситуации на закани по безбедноста. Универзитетскиот професор Методи Хаджијанев вели дека нашата држава уште пред Србија издаде ваков протокол, но проблем е неговото спроведување. Може да има генерална рамка и е добро да има генерална рамка која што да кажеме ќе биде законски, каде што националниот регулатор ќе постави одредена рамка во која што ќе бара да се испочитуваат одредени минимални гаранции за тоа дека ќе институциите знаат како да постапат во одредени военни ситуации. Но тој мора да биде исто така локализиран и да има автентичноста на самата средина во која што всушност треба да функционира таквиот протокол. Сето тоа сега само по себе зборува дека како и многу други, да кажеме, напори, како и многу други ајде да кажеме, активности кои што се превземени со цел да се спречи насилството, со цел да се превенираат ситуациите, се направени колку да се задоволи формата, но не суштината. Друг проблем е што училиштата го имаат прифатено таков каков што е документот, без да ја земат дадената слобода, да го уредат според собствени потреби, бидејќи како што вели Хаджијанев, не се земаат специфичностите на општината, па она што е специфика за Чаир, не е за Штип. Заради целиот систем на лошата архитектура, односно лошото управување или воспоставување, да кажеме, на личности, на функции, заради партизацијата, заради тоа што припаѓаат на одредена политичка гарнитура и така натаму, се појавува одредена сериозна бариера кога треба да се комуницира или кога треба да функционираат овие институции, и тоа прво се сведува на партиски другарства. А ако нема партиски другарства, ако пак се случи да има разлика во локална и централна власт, тогаш имате блокада. Значи едноставно се игнорираат меѓу себе и не функционираат. Сето тоа само по себе зборува дека у суштина треба проблемите да се бараат на едно ова ниво, значи на повисоко ниво, а тоа е околу самата структура и постојањето во управувањето. Вие можете да имате најпрекрасен протокол, може да имате најдобро сценарио направено за реакција и така натаму, дури можете да го истренирате тоа и со наставниците и со учениците да ги испробате сите тие работи, пак истото да не ви функционира, од причина што ќе нема да имате ефективна евалуација, ќе нема да имате ефективно зановување, ќе нема да имате ефективно оживување или следење на тој протокол, односно до надградување на тој протокол, бидејќи реков дека протоколот всушност треба и се прави за одреден временски период со цел да покрај генералните насоки, кои што се законски барање и така натаму, да биде прилагоден на предизвиците со кои што се соочува училишната заедница во даден момент. Безбедноста во училиштата треба да биде мултисекторски проблем, каде свој удел имаат повеќе институции и тела, како Центарот за социјални работи, полицијата, училиштата, Советот на родители. И токму тој мултисекторски пристап ја прави отпорноста кон заканите помалку ефикасна. Тоа го докажа и заканите со бомби во училиштата, кои престанаа да бидат проблем кога престана и да се читаат мејловите со закани. Такви развојни, да кажеме, концепти постојат и кај нас. Значи не е Србија прва, дури ние мислам дека претходно почнавме. Проблемот е кај нас е што не најдовме за сходното тоа да се имплементира. Жалното е што тоа беше направено во еден несреќен случај каде што во голема мерка локалните власти беше во рацете на опозицијата, а власта ја имаше централната власт и не можеше да се синхронизира како што тоа Вучич го направи по наредба, за да можат сите да го имплементираат. Со самото ова не е, значи да бидам саркастичен, туку само сакам да кажам дека повторно проблемот е во управувачкиот дел. Во случајот со заканите со поставени бомби, првиот аларм стигна од Словенија, пошто тој круг почна да се движи кон Хрватска, Црна Гора до Македонија. И правично, како што вели Хаджијанев, медиумите нема интерес да информираат. И жалното е што сега
медиумите исто не известуваат за таа работа, бидејќи немаат интерес, и кога ќе дојде тој момент, тогаш во тоа се прави голем бум. И тука е повторно грешка. Грешка е и во тоа дека ако тогаш ги известувате настаните, а сега не сте ги известиле овие настани со цел да направите јавен притисок врз институциите кои имаат обврска превентивно да ги следат овие работи и да превенираат. Збориме Центарот за управување со кризи, збориме за Дирекција за заштита и спасување, збориме за останатите органи кои што се надлежни и кои што имаат принадлежности во една ваква ситуација. Во таква ситуација правметна држава би требало сега да ги повика училиштата, да ги посети, да ги провери тие протоколи дали се функционални, ако не се да помогне, да ги изанализира, да ги испробат, да ги видат и да размислат дали ова што сега јас го зборувам е исплатливо или можеби ќе најдат некое подобро решение. Бидејќи ја не тврдам дека ова е единственото решение, дека вие ќе треба се децата да ги држите и така натаму. Можеби решението ќе биде навистина да ги пуштите децата дома. Можеби навистина ќе биде решението дека ќе треба да ги отстраните од тоа место. Но она што мене ми фали е дека нема систематичност во тоа. Тоа е адхок решение базирано на иницијатива и решение базирано на, да кажеме, некаква си лидерска машта која што не се досетил некој и направил некаков исклучок од нешто. По ова, дали се подготвени училиштата да одговорат на предизвиците кои често се комбинација меѓу физичкиот и интернет светот? Подразбира училиште кое што е спремно да се носи со предизвиците кои што доаѓаат од конвергенцијата помеѓу дигиталниот и физичкиот свет. Училиште кое што е спремно да може да ги препознае проблемите кои што децата ги носат од дома. Училиште кое што може да ги препознае проблемите кои што децата ги носат од улицата. Училиште кое што може да се справи со овие проблеми, откако ќе ги детектира да продолжи со организиран пристап на работа без да го прекине процесот или да го прекине процесот во образование. Или, ако е потребно да дојде до прекин на процесот на образование кај детето, во тој случај да има алтернатива која што ќе може да го заштити тоа дете и да обезбеди што побрзо рехабилитација и враќање во повторно назад во нормалата на системот. Се она што јас го опишав е всушност систем кој што ќе може да развие апсорптивни капацитети, значи да го апсорбира самиот удар од било каква закана по здравјето, животот на децата. Тоа подразбира многу поширок спектар од лично само физичката безбедност. Тоа подразбира, например, соработка со локалната полиција за тоа дали сообраќајно е безбедно децата се движат до училиште или од училиште. Понатаму тоа подразбира соработка со локалните власти во зависност од тоа дали е урбанистичкиот план доволно добар и здрав за да создаде здрава животна средина. Тоа подразбира соработка со јавно здравство, дали имунизацијата е на вистинско место или не е на вистинско место. Дали дезинформациите толку многу се расширени да влијаат и кај родителите, и кај младенците, и кај децата да одбиваат имунизација, или пак овој, како се вика, сето тоа е добро да кажеме, испеглано, добро комуницирано и добро пласирано, за да можете децата да го разберат, да ја разберат потребата да не вако. Во усвоените протоколи како документ на училиштата пишува дека се уредува постапувањето на училиштето во ситуации на насилство, се регулираат правата, обврските и одговорностите, како и начините на постапување на директорот на училиштето, стручните соработници, наставниците, учениците, родителите и другите вработени во училиштето, во ситуации на зголемен ризик и насилство во училиштето, со цел заштита на учениците и сите вработени. Целта на протоколот е превенција на можни ситуации на насилство и адекватно постапување во конкретни кризни ситуации со цел заштита на учениците, родителите и сите вработени во училиштето.